Денес на работилницата, која што се одржа, а беше наменета за членовите на Советот на општина Делчево, а организирана од страна на локалната самоуправа и посветена на посебна категорија, на специфична категорија на лица, присуствував во рамките на проектот Развој на услугата советовалишна и советодавна терапија на лица со посебни потреби, на мајките на лицата со посебни потреби и други маргинализирани лица. Представникот на општината не запозна со целите и задачите на проектот, со целите и задачите на работилницата, а тоа пред се лобирање и застапување, потоа имплементација на успешни политики и техники на добра комуникација. Проектот што се одвиваше во рамките на работилницата, а кој што се одржаа повеќе работилници, при што се констатираше дека се повеќе се зголемува бројот на лицата кои што го имаат овој проблем и затоа треба заедницата да не молчи, да ги поддржиме и лицата и нивните родители, со тоа што секој на свој начин, сите институции и релевантни фактори ќе дадеме свој допринос за да им помогнеме на овие лица. Целта на овој проект, најголемата цел е да создадеме свет во кој што сите лица на кои што им е потребна помош, ќе ги поддржиме, ќе им пружиме рака за да создадеме свет во кој сите ќе бидат поддржани и почитувани. Инаку, како што истакна представникот на локалната самоуправа, поточно од секторот за социјални работи, Сузана Кушевска-Петровска, овој проект е поддржан од невладината организација Бравура Кооператива, во иднина се рачуна да се приклучат и други невладини организации, а е финансирана од НАЛАС, локални заедници на Југоисточна Европа, ГИС и ЗЕЛС. Јас лично, како советник, член на Советот на општина Делчево, ќе ги поддржам сите иницијативи што се дадени од релевантните институции и лица, а што се однесуваат на поддршка на лицата на корисниците на кои што им е потребна таа помош. Се надевам дека и другите ќе најдат на разбирање за ваквиот проблем. Да ги поддржиме.